Сега ќе погледнеме опцијата други документи, односно изработка на барања, примање на барања за понуди, изработка на понуди, односно нарачки по тоа барање кон купувач, од таа понуда изработка на профактура и од профактура изработка на фактура со следење на целиот процес на реализација на она што е побарано, односно понудено. Барањата ќе ги прескокнам затоа што потполно исто функционираат како понудите кон профактурите. Доколку имаме од некој купувач барање, изготвуваме понуда према него, влегуваме во опцијата понуди. Битно е да се избере главен магазин, значи кој магазин ќе биде појдовен. Притискаме на копчето нова, значи нова понуда. Форматот е идентичен како изработка на излезни документи, може да се забележи со тоа што ние ги користиме само следните полиња, значи калкулацијски број, комитент за кого се однесува, датум евентуално и број на документот. Тие се основни, другите се опциони и незадолжителни. Калкулација број ќе ставиме Enter, комитент нека биде пример за комитент, Enter, датум и по документ тоа е број на самата понуда, нека биде 005 F9. Сега внесуваме артикли. Ќе го внесеме артикл 01, количина 100, парчиња, цена со данок, ќе ја прифатиме. После тоа, излегуваме со Escape, можеме да отпечатиме понуда, значи вака изгледа понудата. Излегуваме со Escape. Значи, понуда број 005. Излегуваме со Escape. И за овој документ, односно за оваа понуда, имаме можност да направиме или резервација директно, документ резервација во главниот магазин, кој ќе биде креиран и ќе изврши резервација на тие артикли, или изработка на профактура. Значи, со помош на оваа направи профактура, програмот не прашува дали сакаме сите ставки, значи можеме да избереме ставки, артикли во самиот документ, кои сакаме да ги префрлиме во профактура. Во случајов нека се селектираат сите и документот е направен. Сега одиме во материјално, други документи во профактури и тука забележуваме дека документот профактура е веќе креиран. Влегуваме во содржина, го имаме пробниот производ со зададената количина и продажна цена. Ова можеме да го коригираме, но ќе го ставиме сега како пример идентично. Значи може да се коригираат артиклите, нивните количини, продажни цени и така натаму. Врз основа на оваа профактура, доколку се прифати, ја селектираме, значи функцијата работи за селектирани документи, во специјални опции имаме направи фактура. Повторно немаме ни еден селектиран документ, сакаме сите да се префрлат со F9, веќе е креирана фактура и веќе сме ние префрлени во главниот магазин. Ова е позиционирани сме автоматски на таа фактура. Влегуваме во содржина и гледаме дека документот е веќе креиран со таа количина, зададената количина и цена. Ова е принципот на креирање на барања, односно понуди. Значи од барање може да се префрлат документите во понуди, од понуди во профактури, од профактури во главни излезни документи. Сите меѓусебно може како меѓуфаза да се коригираат или модифицираат. Со тоа што количините не се предмет на анализа при изработка на барања, понуди и профактури, а при креирање од профактура во фактура максималната количина на максималната префрлена количина е она што е присутна на лагер, затоа што фактурата веќе станува официјален документ. Сега ќе погледнеме и анализа на тоа што сме го постигнале.
Јас намерно ќе отидам во профактури. Ова е профактура која доаѓа од некоја понуда. Значи, анализа на работењето може да извршиме преку следните три опции: структурен увид, споредбена реализација и реализација по артикли. Структурниот увид ни дава една комплетна ситуација, комплетен преглед на тоа што се случувало со избраната профактура. Значи, профактурата, податоците од профактурата се тука наведени, од кои понуди е таа све креирана, значи, од каде доаѓа од оваа профактура 005, од таа профактура следи фактура број 004 со тоа што можеме да ги активираме и ставките со копчето плюс. Значи, по понудата побарани се тие и тие производи со соодветни количини и цени. Во понудата се содржат тие и тие артикли, а фактурирани, односно во профактурата, а фактурирани се овие количини со продажни цени. Значи, за означената побараната профактура имаме увид и од каде доаѓа и од неа кои фактури се све реализирани. Втората опција за анализа е споредбена реализација. Оваа споредбена реализација дава увид на од профактурата, значи кои фактури се изработени, и главно дава увид на количината што е по профактура, колку е фактурирано. Доколку има разлика, например, ако количина имаме 100, а фактурирани се 10, со можноста од специјални опции до фактурирање можеме да изгенерираме уште една фактура, значи повеќе такви фактури на овој начин, со кои ќе биде конечно реализирана целосната количина. И третиот момент е реализација по артикли. Тука веќе имаме можност да одбереме комитент со F8, ќе го изберам пример за комитент. Исто така можеме да го избереме и периодот од до и добиваме резултат во ред F9 дека за пробен производ имаме профактура таа и таа кон тој комитент количина по профактура, реализирана количина и разлика. Значи целосната количина е реализирана, она што е издадено по профактура. Истите овие анализи може да ги искористиме и при профактури и при нарачки, значи од други документи. Сега погледнавме профактури, од каде доаѓаат и колку се реализирани, исто важи за понуди, значи од кои барања за понуди доаѓаат и колку од нив и каде се издадени профактури и така натака. Резервации, опцијата резервации во главен магазин ни дозволува да креираме документ резервација кој почнува со префиксот res и има функција природа на реален излезен документ кој ја раздолжува количината од магазинот, така што присутната количина останува без оваа резервирана. Во делот за лагер листа спомнавме еден увид на присутни реални и резервирани количини, односно присутни количини според лагер листа, резервирани и стварни количини на сите артикли.